Секоја зима туристи од Канада и од Европа се шетаат низ сончевите улици на Хавана, фотографирајќи се пред катедралата, колонијалните објекти и со векови старите плоштади. Сега, како резултат на најавениот историски пресврт во односите меѓу Соединетите држави и Куба, се очекува дека властите во Вашингтон ќе дозволат повеќе американци да патуваат на Куба, иако целосната забрана за патување може да ја укине само Конгресот. Туроператорите се надеваат дека доколку биде укината забраната, стотици илјади американци ќе патуваат како туристи на островот, главно поради убавите плажи, колонијалните градови, пурите, румот и американските олдтаймер автомобили низ улиците. Колин Лаверти, председател на Cuba Education Tours, се надева дека ќе бидат подобрени туристичката инфраструктура и услугите за новите туристи. Во моментов во Хавана има 3, 4, 5 навистина убави хотели кои се квалитетни, но мислам дека треба да има повеќе. Потоа постои проблем со капацитетот на аеродромот, но мислам дека кубанската влада и кубанците ги гледаат предизвиците и ќе превземат нешто. Лаверти во последниве 4 години организирал патувања на Куба за околу 5000 луѓе. Според американските санкции, не е дозволено патување на туристи на Куба со исклучок на посети преку кубанско-американски заеднички програми, организирани од лиценцирани оператори. Главни атракции за туристите во Хавана се историскиот центар на градот, автентичните ресторани и секако барот Бодегита дел Медио, омилено место на Ернест Хемингвеј. Но на Хавана и недостигаат серија квалитетни услуги за потребите на туристите, како квалитетно сместување, позајмување автомобили, такси служби и слично. Некои туристи и токму затоа ја избираат Куба, бидејќи не е зафатена со масовен туризам. Санти, турист од Шпанија, вели дека се потребни подобрувања во туристичката понуда на Куба, но и преголемите промени можат да и наштетат на уникатноста. Мислам дека Хавана има шарм кој е се уште доминантен во историскиот дел на градот, но ако се направат премногу промени, тој шарм ќе се загуби. Има многу модерни градови во светот, но нема многу градови како Хавана. Карипскиот остров беше омилена туристичка дестинација за американците во 50-тите години, кога на власт беше диктаторот Батиста. Но од револуцијата, предводена од Кастро во 1959 година, туристичката инфраструктура беше запоставена. Дури и со инвестициите во последниве години од страна на канадски и европски хотелски компании, Куба не е подготвена за масовен туризам. Куба соопшти дека лани ја посетиле рекордни 3 милиони туристи, што е за 5,3% повеќе од 2013 година. Најмногу од нив биле канаѓани, но тие главно не ја посетуваат Хавана, туку одморале во Варадеро, на плажи слични како на другите карипски острови.